Вчера, поради вашата неспособност, јавашлук, неодговорност, кои што се ДНК на вашето владење изминативе 6 години, дозволивте да се запали не некое бараче, како што гореше онакај настел, новата зграда или некоја штала, туку дозволивте да се запали или некој од вашите тамо познати пиромани што се, дозволивте да се запали споменик на светската солидарност. Универзална сала не е само огромен букет на спомени, на многу публика, на многу уметници, место каде што се одвивале многу крупни културни настани, светски средби на големите уметници, почнувајќи од джез фестивалот, Скопскиот фестивал во најубавите години, Златно славеќе со кое што генерации и генерации на деца раста, многу театарски представи, многу други манифестации кои што станаа во културолошкиот код на македонецот, ни ќе останат, се надевам, со децении, како што се глумците пеат. Една бубамара, концерти, стендап, настапи, да не редам и да не редам. Дозволивте да се запали или го запаливте споменикот на светската солидарност, затоа што беше универзална сала направена со пари од 40 држави во она време по земјотресот. И не само од држави големи, од 3 континенти, од Азија, од Америка, од Европа, од не знам уште од каде. Туку и од пари, донации на туристи кои што во тоа време, во 63-та година, по играта на случајот или на случајност или на судбината се нашле во Скопје во тогашна Југославија. Или во некој друг град од тогашна Југославија. Од солидарност сами дарувале или донирале пари за да се направат одредени институции, во прв ред универзалната сала. Ако наводно Пиколомини тамо во 1600 и некоја го запалил Скопје зашто имало чума, па изразил жалење што морал да запали еден убав град, пишел тамо, не знам, малце помал од Прага, ги сакал неговите градби, неговата архитектура во тоа време и така натаму и така, но морал да го запали, поради чума. Ние живеевме во пандемија политичка изминативе 6 години, поголема чума од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во тандем немало и нема да биде. Бубонската чума гомна да ја. Така што, после опожарувањата на Скопскиот саем, уништувањето на многу архиви за документација, по опожарувањето на универзалната сала, на милион други локации што се уништија низ градот, како езерото Треска, не знам, Кермес, Езерце, култни места, топоними, кои што одржуваа во живот стотици илјади скопјани, им го освежуваа сеќавањето, им го освежуваа чувството на време кој ќе се потсетеа на младоста, на деновите поминати околу тие топоними или на тие места. Значи, убивајќи ги овие места, опожарувајќи ги опожаривте, ги уништивте практично животите и спомените на
старите скопјани. Им ги уништивте сите светли моменти од детството и од младоста. Тоа не е убиство на еден човек, на неговата колективна меморија, културолошка меморија. Тоа е убиство на цели генерации, опожарување на цели генерации. А с оглед на тоа дека сте пострашни од бубонската чума, може треба да размислите овие денови пред да бидете пратени во сералникот на историјата како партија вие од Социјалдемократскиот сојуз, може треба да размислите со вашите коалициони партнери, па запалете го цело Скопје до избориве, мислам. Сериозно, ова е многу сериозен предлог ви давам. Абе, све изгорете, бе. Прилеп може да биде главен град на Македонија, Битола зошто да не, било кој друг град, Штип зошто да не биде, Велес зошто да не биде главен град на Македонија. Тетово, исто, Кичево. Зошто бе Скопје? Скопје од така ништо не остана, бе. Сериозно, запалете го пепел. Само кажете ни кај треба и кога треба на време да си селиме да нема жртви. Таман. Иако Пиколомини имал причина, некоја да кажем имало чума во тоа време, па морал да го запали, да ја спречи таа епидемија. Што не знаеме дали баш било така, али да кажеме дека вистина имало чума. Вие направите го тоа без причина. Најубаво кој ќе направиш некое злословство да немаш причина. Да, јас да тоа многу збори за тебе, али као сторител на тоа дело, ама па зошто не? Значи, некој во тие денови после катастрофата 63-та помислил во еден момент дека култните културни институции во градот, театри, не знам што, дека се било срушено. И некој мислел на овој народ во Скопје, на скопјаните им треба сега во овие тешки моменти, пред се му треба најбитното нешто за нормалниот, модерен, развиен свет, тоа е културата. Ајде да му овозможиме место, простор, каде што тој талентиран народ, тој народ на цртачи на фрески, на поети, на писатели, на актери, на музичари, врвни. Дајте да му дадеме културни места, институции кај што ќе може да ги излиже раните од катастрофалниот земјотрес. Преку уметноста, како терапија, да се воздигне од тој пепел од тие рушевини. Не планирале донаториве да сјебат векот, дека ќе дојдат некогаш после 60 години на власт некои копитари, ајвани, шверцери, неписмени, полуписмени, говна смрдени, кои шо ќе сметаа дека на Скопје не му треба култура. Не му требаат представи, не му требаат концерти, не му треба джез фестивал, не му требаат, нели, културни манифестации, не му треба ништо. Дека Скопје најубаво во нивните глави е да стане Лас Вегас, да има коцкарници, да има кладилници, да има катни гаражи, цело Скопје да се претвори во место за паркирање, да може мафијата да наплаќа,
100 денари, 200 денари саат. А у fucking Гармиш-Партенкирхен, светски центар, познат, кај што и лете и зима идат милион туристи, 1 саат паркинг да биде 50 денари. На оваа банда на полуписмени, ретардирани апаши и продадени души, пиромани и предавници, повеќе им одговараше Скопје, град без култура, град на дилери, прекупци, шверцери. Па така, од градов направија Лас Вегас, а како тргнале, изгледа дека многу брзо ќе го стигнеме и Меделин и Кали во Колумбија. Барем уврска со она, пошто се овие два града најпознати колумбиски градови. Најдете сега вие НЗС. И пак ќе кажам, ако кажа во една емисија, направија од нас најобични робови, не обучија, не истренираа 30 години да ќутиме и да прифатиме се што ќе ни се сервира. Секое говно што ќе ни го сервираат, ние го апнувавме. Тоа е обука. 30 години ве учеа или не учеа да ќутиме и да не реагираме. Затоа сега може да ви прават вакви работи. Ќе запалат универзална, утре музеот, заутре МНТ, новиот, позаутре драмски театар, ќе си направат тука капни гаражи, ќе направат молови. Знаете зашто? Затоа што знаат дека имаат работа со амеби, со едноклеточни организми, кои што реагираат инстантно и тука им завршува реакцијата. Се западнал на еден ден, 2 дена толку. Како за онкологија, како претходно за многу други скандали, како за се. Не знам дали сте свесни, тоа го кажав преска, сакав да го кажам во една емисија, дека во Швајцарија, у fucking Швајцарија, што е пола година под снег, луѓето јадат патлиџан за 80 денари, франак и нешто. Не ви сликав сега да видите у продавници овде кај нас некој подобар патлиџан 200 денари кило. Инфлацијата ќе ве изеде, ќе не изеде до коска, нема реакција бе. Аграрнава лепотица, Македонија, 290 и кусур денови, сончеви денови во годината. Јадете факинг патлиџан од 200 денари увозен од негде од пичке си матерни, уствари многу добро знаеме од кај е увезен и кој ги увезува и зашто е тоа така направено. Да плаќате такви цени за зеленчукот и да ќутите затоа што некој овде мора да става милиони од джеп и да дели нели проценти со некој друг што му е исто седнат у скутото власт. Нема реакции бе. Еве разговарајте со ваши познаници, пријатели што живеат у Германија, у Швајцарија, ово. Колку плаќаат цени на зеленчук, на ова, на млеко, на ова. Поевтино имаат се хранат од овде, а зимаат по 3, 4, 5 илјади евра плата. Наспроти ние овдека или вие што у просек не знам 30.000 денари колку е плата. Кажете ми, има ли некоја логика уште да се ќути?
И уште некој, замислете, ќе гласа за оваа банда која што владееше до сега. Па ги гледам, пуни им се тамо некои митинзи у сали што ги организираат ово, скандираат ќе победиме, па ќе победиме. Треба да ги сотреме од лицето на земјата, да не постојат више. Нит се социјалдемократи, нит се македонци, тоа се предавници и пиромани, кои што се влезени да играат оро со дилери и шверцери. Шо сакате бе понатака? Шо сакате понатака? Тука би завршил, не ќе да евоцирам некои спомени врзани со универзална сала. Затоа што сите тоа го прават, гледам на Facebook, им дури делува патетично сега. Што, како тамо сум настапувал, адреналин, аплаузи, која ми станувала цела сала, глупости. Тоа е нешто лично, интимно. Но можам да ви кажам, вчера пред било која телевизија ја направив мојата видеоролна, се најдов тамо едноставно пред универзална, кога сликав, кога снимав. Добро, сега језда вчера, имав цел ден телефонски разговори со BBC, NBC, CBS, Fox. Вика, дечко, ти си увек у срцето на настаните, невероватен си, дај да договориме ово, она. Ама имаме проблем, вика, што си агент на Путин. Па вика, тоа може малце вака е проблем. Викам, нема проблем, викам, тоа што сум агент на Путин, вие ме барате за работа истражувачка, репортерска, новинарска, викам. Ја тоа што сум си агент Куров на Путин, не треба да ве спречува, вие слободно можете да играте со Куров. Тоа е друг бизнис, нели ја. Новинарство, вона. Па ќе видиме сега дали ќе се решат да си играат со Куров. Треба да ми јават денојве. Значи, мене само една друга работа вчера ме зачуди. Добре, ја видов прво дека дим почна да излегува црн. Сватив дека тоа може би горат некои лоши, некои хемиски комбинации горе, сировини, неогноотпорни, или може би некој стајал нешто, некој некој поттикнувач на пожари, појма немам што тоа толку ова. Затоа има црн чат имаше, затоа што некои такви лоши суровини горе, некои хемиски или појма немам, хемиски состави некои чудни. Не се разбира многу од тоа, но знам црниот чат што значи. И знам дека такви работи се гасат обично со, како се викаат, со пењи, со такви работи, со вода, не. Не и се. Ме зачуди една работа, дури разговарав со еден бивш полицаец, викам, ке падне авион у близина на некое населено место, викам, обично истражителите ги наоѓаат тука луѓето што живеат и одма им бараат изјави. Авионов, дали виделе како паѓа, дали се распаднал во воздух, дали неконтролирано се превртувал, понирал према земјата, дали не знам што, звукот каков бил што ги привлекол да погледнат према небо. Значи, собираат изјави. Ја вчера отидов прво кај еден, тука што менаџираше меѓу овие цајканиве, му викам, господине, не знам ако ви треба сведок, ја видов од моментот кога чадот почна, уште немаше пламено, тој букна одма пламенот, ни 2 минути немаше, значи кога се запали она огнена топка која стана универзална сала. Викам, ако ви треба изјава сведок, не ми треба, тргни се, не ми треба сега, друг проблем имам. Добро,
Не му треба изјава. Ај, викам, овој нешто нервозен, тука стварно ми наджира екипа. Видов тamo еден друг исто важен, ми изгледаше поважен, така, полицаец у цивилка, така, ама со некој ознака, така, Викам, господине, викам, јас сведок нешто изјава, ако ви треба, ака. Каква изјава? Зошто ми е мене изјава? Сега немаме време за тоа! Значи, она што вчера, само ова сакам да го кажам, што ме зачуде, што полицијава беше у таква паника, а и народов што беше у паника, него полицијава беше у таква паника, при тоа, кажи го, обезбедување на просторот на местото или не знам, народа не се доближи, опасност од рушење од такви, појма не, но и ми осетив паникава и си помислив вака, не дај Боже, викам некој терористички напад да ни се случи, голем, ја мислам дека ќе испариме. Дека ќе бидеме као муви без глави. Такво чувство добив на некоја несигурност, небезбедност. Може би грешам, но стекнав чувство дека е у голема паника. И којдев после пешки према дома, по партизанска, по на тоа блокирано. Тоа се, мислам, они може ја вршат работата, но тоа беше све некоја панична атмосфера и така. И уште пофасцинантно ми беше, што после тој пожар, пироманиве и предавници од СД се обидуваат тоа да го минимализираат. Да ме гледате, новата конструкција остана, што ние тестирале конструкцијава со пожаров. Тоа внатре нешто изгорело и верици, ово, и така дале, имаше еден, не го знам тој кој беше, може беше, појма немам, некој идиот и така дале, викаше, ништо страшно, не, ништо страшно. А тоа што завршија повредени у болница, со језда лесни повреди, со дишните пат, нема везе. А тоа што тоа можеше да се случи поголема трагедија, и тоа нема везе, нешто изгорело внатри, тоа така старо било за фрлање, знаете. Али битно конструкција останала, знаеш, како тоа, тука изгради се сруши у Њујорк, 2001 година, издржа бе. Че луѓе, Господ да ни е на помош, што викаат старите, ова е, како да ви кажам, имам чувство дека сме затворени у логор и дека сме дел од некој експеримент, дека као заморчиње не третираат. И ние се однесуваме токму во тој манир на заморчиња. Може и затоа вака ни прават. Како и да е, на крај само сакам да им честитам Рамазан на браќата и сестрите албанци, турци, роми, овие бошњаци. И ако пропуштив уште некој, извинете. Али имаме многу за размислување и за стајање прст на слепочница како понатаму.